Граѓаните главно не знаат како нивните пари се трошат во јавната администрација, има ли конфликт на интереси, дали тендерските постапки били исправни и слично. Поима не, да ти кажам искрено. Тоа се знае, без да не зборам. Не знае точно, не ме интересира. Јас моите што мора да ги давам, јас си ги давам. А они кои се уложуваат, те гледа се. Поради ова, денес во Штип на оваа тема имаше јавна дебата. Кои се најголемите замерки во трошењето на јавните пари од страна на граѓани и фирми? Значи имаме премногу чести промени во изминативе години. Тоа малце го прави несигурен теренот за оние што гледаат да добијат јавна набавка. Не секогаш овие комисии кои што се формираат за јавни набавки работат докрај транспарентно. Трошоците за жалба за фирмите се некогаш исто така проблематичен момент за да реагираат по однос на одредено решение. Директна цел на истражувањето беше Штип, што овде констатирале анализите. Општината има обучен и сертифициран кадар кој што ги спроведува јавните набавки и ги почитува одредбите од законот за организирање на јавни набавки. Тоа се позитивни практики. Исто така забележавме дека општината има тенденција да собира повеќе понуди од извидувачите отколку што е законскиот минимум. Тоа е исто така добра пракса. Дел од огласите ги објавува на својата веб страна, дел не ги објавува, значи треба поголема транспарентност преку веб страната. За лоша мисла и сомнеш да нема, од локалната самоуправа Штип најавија поголема транспарентност во трошењето на народните пари. Локалната самоуправа прави обиди статистички да се представат информации на секои 3 месеци, а тенденцијата е тоа да се прави и дневно веднаш штом ќе заврши некоја тендерска постапка. Денешната дебата е дел од циклусот кој се организираат низ целата држава како дел од проектот Граѓанска мрежа за спречување конфликт на интереси во јавната администрација.